Почитувани, нов скандал со безбедносните служби е на повидок. Јавно се објавени сомнежи за незаконско именување на директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев. Дали директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев не ги исполнува условите за функцијата? Според информации објавени во неколку медиуми, поднесена е анонимна представка до Државната комисија за спречување корупција поради основани сомнежи за незаконитост на дипломата за магистерски студии на Јанев на Универзитетот Скопје. Оваа диплома, почитувани, е меѓу основните законски услови за да може да биде назначен за директор на Бирото за јавна безбедност. Како што е објавено во неговата официјална биографија, објавена на страната на Министерството за внатрешни работи, нема точен датум на стекнување на звањето магистер. Дополнително, ниту на сајтот на Универзитетот Скопје нема никакви податоци за јавна одбрана на магистерски труд. Не може да се најде ниту запис во електронските системи на Универзитетот или Министерството за образование за проверка на плагијат. Сето ова, почитувани, е законски задолжително. Според Законот за научно-истражувачка дејност, секој магистерски труд мора најмалку 30 дена пред одбраната да биде внесен во системот за проверка на плагијати. Јанев, почитувани, бил именуван на 28.6.2024 година. Дали е точно дека системот не функционирал токму во тој период? Овие сомнежи во овој случај отвара сериозни прашања кои мора да бидат одговорени. Дали владата на ВМРО-ДПМНЕ на чело на Бирото за јавна безбедност избрале човек кој не ги исполнува законските услови? Дали станува збор за фалсификување документи заради партиски интереси? Зошто Министерството за внатрешни работи молчи за овие јавно објавени сомнежи? СДСМ, почитувани, бара одговори на овие прашања и бара итна истрага од јавното обвинителство. Додека јавноста се уште чека разрешница со директорот на Агенцијата за национална безбедност за неговиот сертификат, сега се отвара втор скандал во највисоките безбедносни институции и позиции во државата: Агенцијата за национална безбедност и Бирото за јавна безбедност. Безбедноста на граѓаните е ставена во канџите на партиски луѓе, за кои прашање е дали воопшто ги исполнуваат законските критериуми. Ова е сериозна безбедносна закана и СДСМ ќе продолжи гласно да го разобличува секој скандал, секој фалсификат и секој обид за окупирање на институциите по незаконски пат. Функционирањето на безбедносните служби не смее да биде жртва на партиската држава која инсталира ВМРО-ДПМНЕ повторно. Ви благодарам.